Со нас е организаторите на меѓународниот фестивал Јаков од камена река, поточно директорот на фестивалот и гостите кои годинава добија признание од овој фестивал и ќе учествуваат во вечерашниот настан. Еве, настанот е закажан со почеток во 19 часот, ако не се лажам, во Македонска каменица. Поведете да ни кажете детали за оваа година за фестивалот. Добар ден и многу поздрав до сите што го следат Делчево 365, кој што гледа по објавите илјадници се луѓе. Затоа на почетокот само да ги поканам сите вечер во 19 часот во Kids Романса во Македонска каменица ќе се врачат наградите на годинешни добитници. Меѓу нив е и академикот Драган Даутовски, кој после доделувањето на наградите ќе одржи мини концерт од половина час. Меѓу присутните ќе биде Игор Трпчевски, кој ќе чита слем поезија, а добитниците секако ќе ги објавите. Големо задоволство ми е што меѓу тука до мене Ивана Брезовец од Загреб, од МКД Охридски бисер Загреб, со која подолго време работиме, и Христина Делска, која е ние советник за литература, стручен соработник во фестивалот Јаков од камена река. Еве, добивте, рековме, награда, благодарница како и да е од организаторот. Каква е соработката за време на самото постоење на фестивалот и како ви се допаѓа овој наш крај? Поздрав до сите гледачи, до сите кои што ги пратат вашите информации. Поздрав од Загреб и од Република Хрватска. Видете, она што заедницата на македонците и Македонското културно друштво Охридски бисер го прави е зачувување и афирмација на македонскиот јазик и култура практично во Хрватска. Ние како македонци во Хрватска имаме потпора и од Министерството за образование на Република Хрватска, имаме помош од целокупниот кадар кој што ни е доделен од самата држава, но најважно од се е соработката со институциите во Република Македонија. Меѓународниот фестивал Јаков од камена река ја препозна нашата заложба за зачувување на јазикот, фолклорот и културата, и мислам дека сосема природно се појави соработката помеѓу нас и еве и денес присутните. На тој начин тоа е само доказ дека македонците ширум светот ја вршат својата функција, на тој начин што сме присутни во сите сфери и на сите начини се трудиме да го зачуваме нашето македонското. Благодарам. Тука е Христина Делска, која имаше доста активна улога во текот на оние работилници пред одржување на фестивалот. Што точно се одржа месеците наназад? Пред фестивалот имавме распишено конкурс за краснопис, што ни е традиционален секоја година, меѓутоа овој пат работилницата и доделувањето на наградите од конкурсот ќе се одржат на 18 декември во Винчини во Виница. Така да сите кои се заинтересирани да ги погледнат работилниците, да ја погледнат изложбата од најдобрите трудови и да учествуваат во работата на работилницата, можат слободно да дојдат на 18 декември во Винчини. Накратно ќе има објава за точното време. Така, и за крај рековме 19 часот, киносала во Kids Романса. Колку точно награди ќе доделите? Ова како и секоја година доделуваме по 12 награди и битно е да кажам дека имаме и гости од Америка, тоа е Гоце Панговски, кој добива за промоција на македонската историја, јазик и култура во диаспората. И да кажем, од библиотеките, според извештаите од библиотеките, најчитан автор за оваа година е Далибор Трајков. Далибор Трајков беше и минатата година најчитан автор. Да се надеваме дека в година ќе биде некој друг, ама Далибор Трајков е навистина квалитетен писател, белки повеќе од 10 години, подруго нема да биде најдобар, најчитан писател. Ги поканувам сите делчевчани, сите што можат да дојдат вечер, да дојдат во Kids Романса во 19 часот, да присуствуваат на доделувањето на наградите. Благодарам.